Почитувани гледачи, добро вечер. Ви посакувам пријатни мигови со нашата постојана емисија во потрага по вистинскиот збор. Како што кажува и самиот наслов, ние редовно, односно постојано, сме насочени по потрагата по вистинскиот збор, а тоа го правиме со нашите почитувани соговорници. Вечерва наш гостин е Огнен Неделковски. Мене лично ми е задоволство што е денеска наш гостин Огнен Неделковски, бидејќи Огнен Неделковски не само што е популарна личност во нашата културна јавност, туку е и автор кој што е навистина активен, а јас од секогаш сум ги почитувал и би рекол сум ги сакал авторите кои што се трудбеници, кои што се вредни и кои што создаваат. Па ќе започнеме со Огнен, со она вообичаено прво стандардно прашање за детството и младоста. Огнен е роден во Скопје. Па еве сакам на почетокот да ве замолам малку подетално за гледачите да соопштите, да кажете каде сте родени и како се одвиваше вашиот живот во детството и младоста низ Скопје. Добро вечер и поздрав до гледачите на вашата вистинска телевизија. Драго ми е што сум дел од оваа емисија, имав можност да ја проследам сите изданија до сегашни незини и мислам дека емисијата пополни една огромна празнина во телевизиската област и во културата воопшто во Македонија и јас за тоа ви честитам, ја користам оваа можност. Што се однесува до моето детство, да, јас сум роден во Скопје во 1972 година и детството, првите години од детството и поминав позади универзална сала на улица Христо Смирненски, каде што во голем двор живеевме заедно со моите родители Велко и Лилјана, мојот брат, баба ми, дедо ми и братучетките заедно со Вујко ми Вујна. Значи бевме едно големо семејство и сите убави и помалку убави работи ги доживувавме сите заедно тие 6 години. Инаку, јас сакам да кажам дека сум плод на една вистинска телевизиска љубов, затоа што моите родители Велко и Лилјана се запознале некаде далечната 70-та година во просториите на телевизија Скопје. Македонската телевизија. Да, тогашната телевизија Скопје во Карпош 4. И мајка ми била монтажерка во телевизијата, а татко ми нели сценарист. Значи, телевизиско дете. Телевизиско дете, апсолутно. И така започнала нивната љубов. Подоцна мајка ми ја напуштила работата затоа што нели монтажерка 3 смени и така натаму за да се посвети на семејството, а Велко продолжил да пишува романи, книги, серии и така натаму и до ден денес тоа успешно го прави. Значи моето детство беше во таа слепа улица која што завршува со скали, меѓутоа тој двор беше целиот мој космос, значи не смеевме ни да излегуваме надвор од улицата, растевме така малку презаштитени. Има една анекдота некаде кој имав 6 години, со другарите од забавиште побегнав меѓу гаражите тука и игравме фудбал и кога се вратив дома, нозете ми беа толку со модрици да моравме во болница да одиме и тоа беше така едно мое прво бегство во победа, би рекол ја. Огнено крштевање. Да, огнено крштевање во светот на спортот и фудбалот и така натаму. И сватив дека улицата крие многу опасности уште тоаш на 6 години. Тоа беа тие први години. Подоцна татко ми доби стан од таа телевизија Скопје во Топанско поле. И кога имав 6 години и неколку месеци се преселивме таму и таму се запишав основно училиште во Васил Главинов училиштето и таму научив многу и за животот и за многу, особено за соживотот, затоа што во моето одделение имаше многу деца од разни националности, ромчиња, албанчиња и така натаму. И јас тоаш научив дека
сите луѓе се исти. И имав една анекдота со учителката Аница Мицевска, која што забележала дека јас сум ги еднакво сум се однесувал и кон ромчињата и кон македонците, дури сум ги бакнувал ромчињата, па ја викна еден ден мајка ми, која бев прво оделение, да ја предупреди дека не е баш убаво тоа што го правам. И нормално го доби одговорот од мајка ми, што и јас би го кажал дека сите деца се исти и дека нема потреба од тоа. И така, научив многу нешта во Васил Главинов училиштето, таму пред зградата имаше голем тревник, кај што секоја вечер и секој ден и спортувавме, игравме фудбал и се дружевме. И таму поминав некои 17 години во Топанско поле, многу значајни за мојот живот и за моето обликување. Фактички сте се формирале таму. Апсолутно, да. По тие години се формира личност. Да. Моето следно прашање во вашиот, би рекол, бурен детски и младешки живот, бидејќи сте биле, така да речам, во потесното урбано градско подречје кај универзалната сала во Скопје. Потоа сте се преселиле на едно не баш кратко определено време од 17 години во Топанско поле. Моето следно прашање е: вие дипломирате на драматургија на факултетот за драмски уметности ФДУ во Скопје и тоа во класата на Горан Стефановски. Мислам дека е привилегија, голема работа да сте во класата, вие сте биле во класата на Горан Стефановски. И сакам еден добар дел, малку повеќе минутажа, да потрошиме, па да проговорите за Горан како педагог, како професор, бидејќи ние сите го знаеме како одличен, извореден драмски автор, писател, би рекол еден вид сценарист, но сепак изворно друго е кога ќе проговори неговиот студент Огнен Неделковски. Може би и тоа на одреден начин влијаело вие да се определите, да се запишете на ФДУ. Тие имиња, тие режисери, тие драмски автори, а подоцна пак ќе се вратиме малку и на вашиот татко, Велко Неделковски. Значи, ништо не е случајно. Но ајде сега да проговориме за ФДУ и за Горан Стефановски. Учев во гимназијата Јосип Броз Тито, бев таа културолошка насока. Размислував прво да се запишам на новинарство. Сакав новинарство, меѓутоа тие години во Скопје немаш студии за новинарство. И имав среќа таа 1990 година кога завршив средно училиште, да постои насока на ФДУ драматургија, затоа што таа насока е на секои 4 години. И имав среќа таа година прима на ФДУ драматургија, меѓутоа приемниот испит траеше цела недела. Беше страшно тешко да се запише млад човек на ФДУ, ја имав само 18 години и цела недела траеше приемниот. Сабајле беше писмениот дел, попладне беше одбраната на тој писмен дел секој ден и одбраната беше страшна. Значи беа наредени пред нас Горан Стефановски, Слободан Унковски, Столе Попов, се имиња, Благоја Иванов и Јелена Лужина. Наредени сега пред нив, само што ќе видевме како на судење. Да, ние се блокиравме само што ќе видиме такви величини. Меѓутоа мораше сето тоа да се издржи и на моја голема среќа јас бев примен во тие тројца во тој прв јунски уписен рок и во најмногу бодови. И има една анекдота таа цела недела колку што траја тие испрашувања. Горан Стефановски меѓу другото ме праша, ги прочитал нели сите тие делови што ги напишав, затоа што моравме меѓу другото на лице место и сцени да пишуваме и дури и цела драма колку можеме. И он прочитал сето тоа и ги листа моите свидетелства од средното училиште, од Јосип Броз и вика, не ми се свиѓа, има многу петки. Ние бубалици немаме намера да примаме. А он ги видел од третиот, четврта година свидетелството.
таму беа сите петки. А ти Викам, види ги овие од прва и втора, таму има и двојка математика, тројка физика. Значи бегав од тие предмети, од природните науки, не сакав ни математика, ни физика, ни хемија. И што вика Горан? И Горан вика, добро, има двојка, има тројка, има две четворки, може. Може. И така, не примија. Бев многу среќен што успеав да се запишам на ФДУ. Предавањата со Горан Стефановски беа нешто посебно, особено првите 2 години. Подоцна он за жал мораше, неговото семејство се пресели во Велика Британија и тој мораше често да биде таму и да не биде со нас толку на предавањата, иако испитите беа кај него. Меѓутоа првите 2 години сите негови предавања беа волшебни, би рекол. Имаше тука незаборавни анекдоти, ситуации, со тоа што ние бевме само 5 студенти во таа класа. Че бев јас, Југослав Петровски, Сашо Насев, Викторија Рангелова и Драган Котевски. Само 5 колеги. И нашите предавања беа во понеделник и во петок. Предавањата во понеделник, а во петок вежби, со тоа што беше предавано во понеделник, имавме задача да напишеме некоја сцена или повеќе сцени. Како синопсис еден вид? Па драмски сцени или цели драми, и тие беа читани пред сите колеги во понеделник. Во петоците за време на вежбите, и секој од нас, исто и Горан, имаше задача, откако секој ќе прочита својата сцена, сите ние да го нападнеме, односно да кажеме своји забелешки на сцената. Не да го фалите, туку да кажете што не чини. Што не чини и евентуално што чини, али помалку што чини. Да. И тоа беа вон сериски предавања, а најинтересно предавање беше кога ни донесе на вториот час, ми се чини трубата од маестро Кире Костов, и на натера да пробаме да отсвириме барем 1 тон со трубата. И сега јас нормално имав свирено гитара, мандолина во оркестар и така натаму. Мислев дека веднаш тоа ќе произведам тон, и сите дувавме едно пола саат во трубата и никој не успеа да произведе тон. Сакав да докаже дека сте на одреден начин во наводници труби. Не, сакаше да каже дека сите знаеме што е труба, ама не можеме да произведеме тон. Исто имаше на првиот час задача, секој од нас да нацрта конј. Дека сите знаеме како... Многу тешко е. Сите знаеме како изгледа. Анатомија. Нацртају. Морфологија има неверојатно. И со тоа сакаше многу да ја каже дека сите ние сме ги гледале најголемите... Колку изгледа нешто едноставно, а всушност не е. Сите ние сме и целата публика во Македонија ги гледала сите најголеми филмови, серии, меѓутоа не секој може тоа го напише. И сите сме го читале, и Достоевски, и Толстој, и сите големи писатели, меѓутоа сите тоа не можеме да го донесеме. Иако го чувствуваме. Беа фасцинантни сите тие негови предавања. Покрај Горан Стефановски, кои беа други професори? Па, филмско и ТВ сценарио ми предаваше Русомир Богдановски, исто така одличен драмски автор и сценарист. Театарска режија Слободан Унковски, филмска режија Столе Попов, македонска драма и театар и светска драма и театар Благој Иванов. Сите одлични. И негов асистент беше Елена Лужина во тој период, подоцна професорка. И така натаму имавме и други професори, нели, пошто многу предмети имаше тука, и музика, и историја на филм. Ѓорѓи Василевски предаваше историја на филм. Така што Благој Цанев музика ни предаваше. И тој запна еднаш, тврдеше дека секој човек може да пее. Ја му кажав дека не можам да пеам и инсистираше 3 или 4 часа да ме натера да запеам. И од кога конечно успеа да му убеди, отпеав неколку ноти, рече ти најдобро никогаш да не пееш. Добро. Така. Добро. Огнен Неделковски ги завршува студиите со високи оценки, односно вие сте студент на генерацијата. Да, 9,20 беше просек. 9,20, одлично, браво. Значи, не сте погрешиле воопшто со вашата лична определба да студирате и да завршите, да дипломирате драматургија, а подоцна и магистрирате, со тоа што магистриравте на ЕФТА, да не ги збуниме гледачите. Тоа е ЕСРА,
па потоа ЕФТА, значи станува збор за истата... А сега е Европа прима. А сега е Европа прима. Значи, овие три имења се за таа една и единствена високообразовна институција. На почетокот спомнав само Велко Неделковски. Вие сте негов син. Што значи да се биде син на еден познат писател, а истовремено и самиот да пишувате, и самиот да се пројавувате како писател. Комплекс ли е тоа? Тешко ли е тоа бремето и товар да се носи? Бидејќи ја знам лични искуства и Владимир Шопов ми се жалеше често, викаше не е едноставно да се биде син на Ацо Шопов. Сигурно не е едноставно да се биде син на Велко Неделковски. Јас лично ве охрабрувам и мислам дека не треба да се плашите од тоа дека сте син на Велко Неделковски, бидејќи има простори за сите, па и за вас, бидејќи иако генетски го имате тој код, вие сепак можете да скршнете, да избегате, да бидете различни од таткото, значи синот може да биде различен. Но сепак вие тоа кажете го. Како вие се чувствувате како писател на познат писател? Па во секој случај тоа е некој вид бреме, особено беше возбудливо во нашата куќа додека првите 2 години додека студирав јас на ФДУ, кога доаѓав дома со сите тие нови сознанија од ФДУ со моите професори и така натаму, и кога имавме жестоки конверзации па и расправи со татко ми. Јас му кажував дека не се такви работите. Тоа е вообичаено, татко. Да, имавме жестоки еснавски граници, особено во однос на некои негови дела, сценарија и така, разлика во мислењата и така натаму. А сега истото го имате со вашиот син? Апсолутно. Само во светот на музиката. Со Филип се продолжува. Апсолутно. Само во светот на музиката. Филип е син ми композитор. Да. Јас среќа не знае да пишува текстови, иначе уште полошо ќе беше. Ја му ги пишувам текстови. Да. Значи бремето на Велко. Велко Неделковски е голем писател во секој случај. Тој целиот и за деца и за возраст. И за возраст. Целиот свој век го помина во македонската телевизија, беше уредник на детската редакција 40 години. Сценарист на најголемите детски серии кои што и ден денес се репризираат, како Втората смена, да видам што ќе бидам и редица и македонските народни приказни подоцна. Многу сценарија има и беше бреме неговото име, меѓутоа јас уште на 17 години најдов начин да побегнам, да скршнам од името на Велко Неделковски и затоа се решив да пишувам текстови за песни. За песни, да. Кај што Велко не беше многу присутен. Имаше една песна Здраво с Богом, драга Марија, се викаше на Верица Ристовска и Љупчо Ангелов, и уште една-две, меѓутоа ништо значајно, и јас затоа се одлучив. И Огнен виде тука празен простор, неосвоен. Да, и долги години луѓето не ни знаеа дека ми е Велко татко во светот на музиката. Така што успеав да направам своје име, свој имидж, сите можни награди освојам во таа сфера. И можеби затоа сите овие години се до овој првиот мој роман Ловци на лажни вести Зраја 39, воопшто не ни помислував да се занимавам со литература. Ни за деца, ни за возраст. Сценарија, да, пишував сценарија, ги напишав 5 сценарија, епизоди на серијата Големи и мали. Според романот на Бошко Смаќовски. Тогаш беше уредник Васил Пујовски, кој што ми ја даде таа сериозна задача. Добро, имал доверба. Да, јас уште студирав кога ги пишував тие сценарија и излезе прекрасна серија во режија на Душан Наумовски. И уште се репризира на македонската телевизија. Често ја гледаме. Да, напишав 10 радиодрами, неколку театарски пиеси во Велешкиот театар, беа играни Утешение грешним и грешните се утешија едночинки заедно со колегата Југослав Петровски и пишувавме, а режисер беше Димитар Станковски. И така, значи, си најдов некој свој пат, кој што го одам сите овие години во литературата.
и општо во македонската култура. И има една анекдота со големиот Анте Поповски. Добро. Некаде 2000 година во Советот за радиодифузија, кај што јас работев, тој беше во една комисија за избор на проекти од јавен интерес и му кажа, веројатно кој сум јас, и ме викна еден ден да се запознае со мене, што ми беше голема чест, и ме праша дали јас ги пишувам сите тие текстови за Тоше Проевски, конкретно Тајно моја, Да. Усни на усни сонце, од твоите руси коси и така натаму. Јас му кажав да, тоа се мои стихови и тој рече, дете да ти кажам, ти си поголем поет од многу поети кои што пишуваат книги и така натаму, што ми беше навистина голем комплимент. Меѓутоа факт е дека јас од 90-та година пишувам текстови, стихови за песни народни, забавни и детски и веќе имам некаде околу 1400 емитувани песни. Меѓутоа никогаш тие не се сместени во некој издание, објавени книга. Да. Не, сега тоа може да биде некој предизвик за издавачите ако некојаш покажат интерес да се најдат на едно место тие мои дела и од сите тие причини се уште не сум ни член на Друштвото на писателите и поради тоа и ве прашав неколку пати дали сум јас вистинскиот за оваа емисија, зашто овде продефилира многумина големи со многу книги. Апсолутно. Јас не се сметам себе си за голем писател и можеби од таму е тој мој комплекс што вие го велите и сигурно постои. Меѓутоа, во светот на музиката сум како риба во вода. Токму моето следно прашање ќе биде поврзано со вашите текстови за песни, за пеење. Многумина, и мене лично ме прашуваат, иако и јас не го знам одговорот, дали е тоа занает да се напишат песни за пеење? Ја велам секако да, бидејќи толку колку што знам лаички, треба да се бројат слогови, да се води сметка за ритмиката и слично. Но, како Огне Неделковски плива суверено во овие води? Има и други автори што пишуваат текстови, но очигледно вие се издвоивте и со квантитетот и со квалитетот. Да вистина ги освоивте сите награди и признанија што може да се освојат и за народна музика, и за забавна музика, и за возрастни, и за деца. Но верувам дека се уште е голем тој мотив и тој предизвик да се напише уште поубав текст, да се слушне уште поубава песна, бидејќи има нешто што е поголемо од сите Оскари и од сите награди и признанија. Тоа е кога песната ќе се обнароди и кога сите ќе помислат, односно ќе мислат дека тој текст е народен. Па нема да знаат дали го напишал Огне или Христо или било кој друг. А мислам дека веќе и тоа ви се има случено, некои ваши текстови, кога некој ги слуша и мисли дека се народни, а после вика, не знаев дека авторот си бил ти. Тоа ли е главната мотивација, главната радост и главното задоволство кога се пишува еден текст, бидејќи навистина е тешко. Има многу текстописи, има многу текстови, а да се биде сепак единствен, да се биде поразличен. Вие секако не сте осамени, имате сериозна конкуренција и во Ѓорѓи Барбаровски и во други автори. Лично знам дека е тешко да се напише убав текст за пеење. Па да, пред се би сакал да кажам, јас многу ја сакам музиката. Значи од најмала своја возраст растев, мајка ми пушташе на радио песните од Скопскиот фестивал, тие прекрасни песни као Кажи нешто драга, Чија си и така натаму. Од Драган, од Славе. Да, многу ја засакав музиката и одлучив да напишам своји песни, односно да оставам своја трага во македонската музика. Точно е дека не е лесно да се напише еден текст. И јас 90% од моите песни ги пишувам на готова музика.
Значи, прво ја добивам мелодијата, ја слушам повеќе пати, Добре. ја одредувам метриката, акцентите нормално, особено внимавам на акцентите. Кај мене нема ништо случајно во таа смисла, значи нема погрешни акценти, нема сленг, нема странски зборови внатре. Гледам сето тоа да е чисто литературно и акцентски, и содржински, и метрички, и сето тоа. И тоа процесот на создавање на песните трае најчесто доста долго, меѓутоа постојат и такви песни како Тајно моја, која што е напишана во еден здив за една ноќ, затоа што мораше така утрента се снимаше песната и некогаш најдобро ги пишувам тие текстови за песни баш под тој притисок. Што се однесува до слушаноста на песните и нивното обнародување, точно е, јас кога почнував да пишувам стихови за песни, сонот ми беше кога ќе одам некаде по улица или во автобус или било каде, да слушнам некоја своја песна, односно некои мои зборови, и тоа го доживав многу пати и се уште го доживам и секогаш со истата радост ги слушам сите тие песни, а врв на таа моја радост и на таа моја кариера беа неколкуте концерти на Тоше Проевски на градскиот стадион, кога 20.000 луѓе публиката ги пеат, го пеат секој ваш стих. Значи, ги знаат и ги пеат. И ден ги знаат. И излажим уште еднаш, и во Косијат испијав и така. А врвот на сето тоа беше кога во Белградска арена 20.000 Србија пеа Тајно моја. На македонски јазик. Импресивно, изваредно. Тоа беше прекрасно за мене и одстварувањето на тој мој сон. Убаво што го загатнавме токму ова, бидејќи како деца, како ученици, моравме да научиме одредени песни на памет од поетите. И дел од тие песни ги знаеме се уште, ги помниме. Но, навистина е голема радост, ова предмалку што го кажавте, кога знаете дека масовно илјадници луѓе ја меморирале токму вашата песна, вашите стихови, ама нешто ги меморирале, што се идентификувале, што се пронашле во нив, на одреден начин ги проживеале и се уште ги живеат. И навистина тоа е, мислам, најголемото задоволство. Кога ќе видите дека некој друг вашата песна ја знае на памет и ја пее и му е убаво, се чувствува пријатно. Апсолутно, јас тоа го доживам многу често на разни прослави, родендени, свадби и така натаму. Например, Розо моја црвена, Најбуши Јурби, тоа е мој текст исто така. Што ноќта помине го цар Додо. Значи не постои објект угостителски во Скопје и во Македонија кај што не се пеат тие песни. И има одреден момент кога, особено кога ќе ме видат, веднаш ќе пеат и тоа е прекрасно. Во секој случај очекуваат од мене и ја да запеам и така, меѓутоа рековме, не знам да пеам и не можам да се приклучам. А ми е голема радост и голем хејв кога тоа го доживам. Тоа е прекрасно, кога знаете дека после вас ќе останат да се пеат сите тие песни. Ја имам 100 такви, што сум сигурен дека ќе продолжат да живеат после мене и тоа е најубавото. И многумина ќе мислат дека се тие народни песни. Па нека мислат. Важно сум оставил некоја трага во македонската музика. Не мислев ова да ве прашам, ама сега вие ме поттикнавте. Може би при подоцнежното слушање на истите ваши текстови, ваши зборови, може би понекогаш и ќе помислите, сум можел ова малку поинаку да го кажам, ама сега немате право, бидејќи таа песна веќе не е ваша. Таа песна веќе народот ја прифатил, исто како вие на едно малечко дете, во мигот му измислувате приказна. И ја кажувате без да помислите дека утре ќе ве натера повторно да ја кажете таа приказна. И вие кога ќе ја кажете таа приказна, тоа ќе ви рече не беше така. Така и овие песни, значи веќе стануваат, се обнародуваат, стануваат народни. Но сакав да ве прашам нешто во врска и со другите ваши активности. Не се само текстовите за песни. Вие спомнавте. Автор сте на голем број сценарија, серии. Јас ќе се послужам малку и со овој биографски текст за вас.
Вие имате работено како сценарист во Македонската радиотелевизија. Потоа сте раководител во Советот за радиодифузија на Република Македонија. Во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и ден денес работите. Автор сте на 10 радиодрами, 2 едночинки изведени во рамките на представите што ги спомнавте. Утешение грешними, грешните се утешија во театарот и Јордан Константинов Джинот во Велес. Како сценарист имате остварување во повеќе жанрови. 5 години Балкан, 8 епизоди за кариерата на Тоше Проески. Говорете македонски, краткиот филм Жарче, ТВ серијата за деца Големи и мали, спомнавме веќе за според романот на Бошко Смаќовски, ТВ сериите Сашко и Сашка, Ѓоре Шнајдерот, забавните емисии Розови очила, Во шема, многу ТВ спотови, ТВ и радио реклами. Самите кажавте, над 1200 текстови за поп и фолк песни. Едно прашање. Од целата ова актива, ова е сериозен ангажман. Дали воопшто мирувате или цело време помислува денеска кога дел од денот имате некоја идеја за песна, па потоа ќе речете чекај ова да запишам за серија, бидејќи вашата писателска активност е поливалентна, навистина, и тука сте многу налик на вашиот татко, на Велко Неделковски. Па добро, аз колку не сакам да бидам све повеќе личам на него и физички и креативно. Добре, јас имам Игор Џамбазов една своја книга има кажано за мене дека сум човек со многу професии. Јас секој ден од 7:30 до 15:30 сум вработен во Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, значи тој период сум бирократ, а во слободно време сум автор на се тоа што го наброивте. Меѓу другото, во последно време сум доста активен во театарот, значи минатата година беше 20 пати изиграна мојата комедија Обвинителка, во режија на Сашо Ристовски, со Сашо Ристовски, Магдалена Ризова и Лидија Вукичевиќ. 20 пати беше играна таа представа. Сега се подготвува за 4 март, ќе биде премиера во МНТ на мојата нова комедија исто со Сашо Ристовски и Магдалена Ризова, а се вика Премиерот. Една доста актуелна тема. Предизборна. Да, одиме во политичка сатира и би сакал да ги поканам вашите гледачи да гледаат, наистина ќе биде смешна. Со тоа што постојано нешто творам, пишувам, сега можеме и да откриеме конечно таа тајна дека јас сум сценарист и на серијата што се емитува на Ја мислев тоа дали да го кажам, ама еве, кажете го вие лично. Зашто не ме пишува на шпица. Јас сум сценарист на серијата Живко Жица на Вислинската телевизија, која што се емитува на повеќе време. Таму е јас сум сценарист и режисер. Роберт Велјановски, Тројка продукција е продуцент на серијата. 20 на епизоди се снимени и емитувани повеќе пати на оваа телевизија. Се надевам ќе направиме уште многу интересни парчиња, хумористични, и ќе продолжиме со нови ликови, се надевам. Огнен, ова ваша активност говори дека сте вие дисциплиниран човек. Јас од моје лично искуство тоа ги имам забележено. Мене ми е многу лесно да се работувам со вас, затоа што веднаш се договараме, веднаш се разбираме и веднаш ги завршуваме работите. Значи не сте од оние други автори кои што велат да ви дам, дали можам, ќе размислам и слично. Значи јас ви честитам на таа ваша самодисциплина и само да кажам, убаво е што Огнен сега повеќе ќе го има на театарските штици во театарот, но сепак да спомнеме уште еднаш дека вашите песни Тајно моја, Усни на усни, Сонце во твоите руси коси, Имали ден за нас, Излажи ме уште еднаш, Твоите бакнижи на моите бели кошули. Тие се веќе трајно сведоштво и македонската публика, и не само македонската, би рекол и балканската, нив ги знае и ги сака, ги почитува.
5 пати сте прогласени за текстописец на годината на манифестацијата 12 величенствени, а во 1998 година ја добивате и Златната бубамара на популарноста за најдобар текстописец во таа година. 3 пати сте добитник на наградата за најдобар автор на фолк текстови во Македонија. И, да одбележиме, автор сте на монографијата за спомен куќата на Тодор Проески. Автор сте на либретото за мюзиклот Тајно моја, издадена од Македонската опера и балет. Во режија на Тони Стојановски. Так. Тони Михајловски. Михајловски. Ко-сценарист е на краткиот игран филм Жарче, во режија на Томислав Алексов. Исто така ко-сценарист на краткиот филм Си беше еднаш еден звук, во режија на Огнен Шапковски. И, кога веќе ги набројувам, полека да кажам дека сте сценарист и на краткиот филм Салман, сценарист на 3 епизоди од серијалот Преспав. Вашите епизоди се Трансфер, Крвна плазма и Инфлуенсерка. Автор сте, веќе сега доаѓаме До театар. на книгите. Да. Значи, автор сте на романот за тинејџери, Ловци, на лажни вести од зграда 39. Да. На анонимен конкурс под шифра ја добивате наградата и ви е објавена ова навистина убаво изгледа, прекрасна книга Ловци на лажни вести, која што доживува и уште едно издание подоцна, второ издание во полица. Да. И уште може да се купи во полица. Таму уште ја има во полица. Значи, тоа е вашата книга Ловци на лажни вести од зградата. Тоа е роман за тинејџери. Број 39, да, тинејџерски роман. Тоа беше конкурс на детскиот културен центар Карпош. Да. Наменет за роман за тинејџери и тоа беше врв на мојата дисциплина, што ви велите, зашто навистина е тешко да се напише роман и бара страшна дисциплина, посветувам си одговорност, а јас сум научен на брзи форми, брзи и кратки форми, као песна, текст, сценарij и така, а ова бара макотрпна, повеќе месечна работа. Затоа што има ликови, има... Треба да се следи приказната, меѓутоа успеав, ете. И имаме тука уште една книга. Да. Јас бев во жири комисијата баш за оваа книга и за оваа награда, што ја добивте. Станува збор за книгата Ајварко, Кифи и Мистер Хамбургер. Тоа беше конкурс за најдобар драмски текст, го распиша Центар за култура од Штип и според анонимен беше. Анонимен. Според овој текст и представа е подготвена. Да, одлична представа. Ова е третата ваша книга, но наскоро ќе има и ваша четврта книга. Да. Ново Скопје, Старо Скопје. Да. Под тој наслов, ваши нови драмски текстови, необјавени досега, ќе бидат наскоро објавени, бидејќи на најновиот конкурс на Министерството за култура беше прифатен за објавувањето и ваш ракопис. Јас нестрпливо го очекувам објавувањето на тоа издание, таа книга, но сакам, бидејќи ближиме кон крајот сме на емисијата, да прашам. Сигурно тоа не е се. Сигурно имате уште други ракописи кои што посакувате, планирате да бидат наскоро исто така понудени на конкурси и објавени. Да. Па имам повеќе проекти кои што би сакал да го видат светлото на денот. Збориме сега нели за литературата и за телевизијата и за филмот. Можам да кажам дека романот Ловци на лажни вести од зграда 39 веќе има втор дел. Продолжение кој што беше на некои конкурси, меѓутоа не успеа ништо да направи и ќе се обидам да го издам тој втор дел на романот, а исто така според романот минатата година напишав сценарија за 12 епизоди за тинејџерска серија, меѓутоа до овој момент не успеавме да најдеме средства да снимиме таа серија и се надевам дека некој ќе покаже слух во Македонија, особено спонзорите, нели, да финансираат нешто такво кое што е од големо значење и за децата и за соживотот во Македонија, затоа што во серијата има и такви елементи
кои што сум ги доживувал јас, нели, во Да, тоа тоа мое го кажавте, детство, се живееле во Топанско 17 поле, години во Топанско и тоа е поле. најдобро представено во таа Токму во тој мој роман и Да, во во тие тој роман. сценарија ќе дојдат до израз. Филмски сценарија на последниот конкурс помина сценарио за краток филм моја, се вика Дух во духот. Истражував во сферата на хорор филмовите, значи тоа е едно сценарио за хорор филм. Се надевам дека ќе биде наскоро и тоа снимено. И така, нон-стоп има нови песни, нови фестивали, нормално тоа продолжуваме. Ете сега очекуваме премиерата на премиерот во МНТ. Значи, после успешната обвинителка, Да, сега сега е премиерот. премиерот, ама вие имате и представа, пиеса, Сам против сите. Да, таа беше неколку пати одиграна, таа беше наменета за луѓето кои што се борат со анксиозноста. Една сериозна тема беше посветена на тие луѓе. И таму беше кажана таа една мисла дека секој од нас е помалку или повеќе анксиозен, меѓутоа секој во себе треба да го најде лекот за анксиозноста. И се надевам дека повторно ќе биде поставена таа представа, затоа што многу луѓе треба да ја видат. Огнен, сакав уште многу други прашања да ви поставам. Например, едно од тие прашања беше кој ви е идол во вашето работење до сегашно? Некогаш таткото е идол, ама некогаш и не е, не мора да биде. Би бил Горан, еден од тие идоли, да речем, бидејќи сте били во неговата класа. Имате ли некој посебно идол или идоли или не е време на идоли сега? Не, јас секогаш сум имал идоли. Мислам, тоа го кажувам постојано и најголемо задоволство ми беше кога успеав да го запознам мојот идол. Добро. Пред еден негов концерт во Универзална сала. Станува збор за големиот Ѓорѓе Балашевиќ. Балаши, браво. Со чии песни јас растев и учев да пишувам. И една година кога дојде во Скопје, земав едно шише вино и го пречекав пред концертот, меѓутоа доцнеше затоа што му се расипало светлото на колата и морал сам да го поправи. На паркингот и дојде целиот така измастен во рацете. Со валкани раце. Да, успеавме да се фотографираме со некои од оние идиоти апарати, имам една бледа слика, меѓутоа ја чувам како икона. Убаво е човек кога има идоли, а вашиот идол навистина беше измореден. На крајот од оваа емисија, сакам да ве замолам во оваа така наречена наша отворена книга, одберете си една боја, може и сите ако сакате, еве сината. Тука напишете го вашето име и презиме горе, значи Огнен Неделковски. Во долниот дел, бидејќи ова сепак е еден вид документ, ќе го напишеме денешниот датум. Денешниот датум е 12.2.2024 година. Ден пред мојот роден. Утре ви е роден, нека ви е со среќа. 13 февруари. Инаку тоа е и роден на Друштвото на писателите на Македонија. Овдека една ваша мисла. И сега сме љубопитни да видиме што ќе ни напише еден автор на многу текстови, на многу песни, на сценарија, на драми. Дојдов, пак. Тајно моја, добро. Одам на сигурно. Веќе препознаваме, да. Што е сигурно, сигурно. Гледачите го слушаат шкртањето од фломастерот, но ајде да го прочитаме ова што напишавте. Да, може и подпис. Дојдов пак тајно моја звезда праќам да те повика. Другото го знаат. Да. Ви благодарам, Огнен Неделковски, и вака со рака официјално да ви честитам за се досега што имате направено. Воопшто не се сомнеам дека ова ваша вулканска енергија ќе продолжи понатаму и дека ќе има и бројни книги, и бројни текстови, и бројни драми, бидејќи сте навистина дисциплиниран, активен човек. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам јас.